Зошто испраќање на понуди е конкретна активност со која што секој дневно губиш пари. И доколку редовно твојот бизнис се базира на испраќање понуди и твоите клиенти бараат понуди, доколку ова не го знаеш и упорно испраќаш понуди, само сети се дека секој дневно губиш пари. И сега, за да го објасниме што е ова и зошто не смееш да праќаш понуди и зошто директно губиш пари, ќе навлеземе малку во длабина. Ако имаш, да речеме, фирма која што се бави со инженеринг, производство, архитектура, дизајн, што и да е. Нормално е и реално е дека и конкуренција и ти несвесно си ги научил твоите клиенти секој дневно од тебе да бараат понуди. И тоа е во ред. Но доколку сакаш да се издвоиш од конкуренција и престанеш да губиш пари и конечно земеш целосна контрола на твојот бизнис, зголемиш ефективност и ослободиш повеќе слободно време лично и на твојот тим, за да можеш да ги посветиш на бизнис и на пари активности кои што ти носат пари, ова и те како мораш да го примениш. Ако имаш двајца, тројца, небитно, луѓе кои што изготвуваат понуди. Најчесто што се случува? Инженери, архитекти, програмери, дизајнери, маркетинг агенција, небитно. Ако имаш тројца продавачи, потребно му е време на едниот, на другиот и на третиот, време им е потребно за да креираат една понуда и колку ти е поспецифичен, покомплициран твојот бизнис и колку повеќе содржи во детали во таа понуда, може би дизајн, може би мерка, може би треба цртеж, може би треба по фази, значи да ја разложиш таа. Колку време трошиш лично ти и твојот тим за да изготвиш една понуда. Ако твојот човек, овие продажни лица, имаат 1000 евра просечна плата, тоа значи дека ако работаат поделено со 25 дена во месецот, пример, тоа значи дека трошат X евра дневно за да креираат една понуда. Ако на твојот тим, пример, му е 50 евра час, а за да изготви добра понуда, мерка, димензија, цртеж, преговори, договори, Excel, табели, конструирање, све останато, му е потребно 10-12 часа за да изготви една понуда, тоа значи дека 50 евра час пати 10 часа за да изготви една понуда, тоа значи дека трошиш 500 евра за некој да му ја дадеш понудата и да чекаш дали ќе ја прифати или нема да ја прифати. И оваа игра е окей, ама доколку не го знаеш ова што следи, како знаеш колку пати губиш месечно по 500 евра? Ако имаш тројца, тоа веќе не се 500, туку се 1500 пати, пресметај сам. Како? Така што ќе седнеш на месечно ниво да пресметаш колку понуди испраќаш месечно, колку време на тимот му треба да направи понуда, земи во обзир продажни разговори, консултација, интерно време, преговори со тебе, формирање цени, услови, соработка и ќе забележиш како огромен број трошиш пари. Понуда, јас велам дека е идентично како подарок. Еве го подарокот кој што му го даваш на твојот клиент. Знаеш зошто подарок? Еве зошто. Затоа што мал број од фирми со кои што соработувам, ја наплаќаат понудата. Вика, бе, како да му наплатим, ако сака да соработува, ќе соработуваме. Ако не, морам да му направам па да се договараме. А кој ти рече дека мора? Тоа што сите прават така, не значи дека тоа е паметно и дека тоа е единствениот начин. Односно,
Во мојот ум, пренесено на моите клиенти, имаме само една визија и една дефиниција за испраќање понуди, која гласи: ево ти га на, што ќе ти дадам понуда, ако не заслужиш. Значи, испраќањето на понуда, давањето некому понуда, е чин, ајде да видам дали ќе заслужиш, да ти го дадам подарокот. Затоа што види овој подарок тебе, во примеров те чини 1500 евра месечно. Ова е малку. По наши интерни пресметки, оваа бројка доаѓа и до повеќе. Знаеш како му изгледа ова во пракса? Дали некогаш ти се случило во животот, тебе или на било кој еден нормален човек на планетава, да видиш, одиш по пат и ти си се движиш по пат и доаѓа некој човек и ти вика: на брат 500 евра, па понатамо на 1000 евра, на 100 евра, на 50, на 20. Дали некогаш ти се случило тебе да одиш по пат и така ги гледаш луѓево и само им даваш на 100 евра, на 50, на 20, на 30? Ти се случило некогаш ова во животот? А дали некогаш па тебе ти дал некој подарок, одиш по пат и исто он ти дава 50 евра, па идеш на кај Сити Мол, таку 100 евра, па идеш на кај Родром, па уште 200 евра? А? Ти се случило ова некогаш? Не, а? Па види, ако овој подарок што се вика понуда, за да креираш трошиш, рековме, илјадници евра месечно, и ако ти туку така им ја даваш понудата на луѓето, во која што пишува материјали, услови, цена, час, фаза, се живо пресметано, услови за соработка, динамика на плаќање, материјали, чуда и све. Значи ти во твојата понуда му праќаш детали. Тие детали, за да ги формираш, чинат време. Затоа јас, во мојот свет, понудата ја третираме како подарок. Затоа одиме чекор напред, за да престанеш да трошиш пари. А тоа е следно. Креирај понуда. Креирај го истото. Но престани да ги испреќаш понудите. Зошто? Затоа што статистички знаеш, и ако го мериш, ова е супер, 90% од луѓето не мерат, колку понуди испратиле, после кои испратени понуди, колку договориле продажба, а колку всушност не им се ни јавиле на телефон, колку им рекле: се уште ја разгледувам, да размислам, да видам, ќе те барам, ќе ти се јавам, и подоцна никогаш не се јавиле. Ако забележиш статистички, ќе забележиш дека дури повеќе од 80% од понудите завршуваат во ѓубре. Односно, истите тие клиенти кога ќе им дадеш понуда, некаде купуваат на друго место. Што за мене значи понуда? За мене значи светиња, значи стратегија, значи план, значи начин на работа, принципи на работа. Замисли, имаш клиент кој што сака да собере понуди од 2-3 места и ти вика: испрати ме понуда, трошиш 1000 евра да му изготвиш понуда, му ја праќаш понудата, он ја зема понудата, се шета со твојата понуда и со 2-3 други, седнува дома, ги споредува и што мислиш кој победува? Најчесто најефтиниот и второ, оној кај кој ќе има поголема малку доверба, но што најчесто се случува? Кога ти ќе ги откриеш деталите некому, а тоа е цела стратегија, ми се случило точно да зборуваат луѓето кои што велат: ќе му дадам понуда со овие материјали, со овие, да кажам, нели, состојки, олку работна рака, олку динамика, овој рок на имплементација, за да некој, пошто клиентите не знаат, му промени, не му става 40 ампера, 20 ампера, не му става 18 иверица 16, не му става ваква боја, ќе му стае таква боја, не му става ваков штраф, таков штраф,
не му става ова, му предвидел тоа и вели че излезе понудата 30% поевтина и вика на тој начин ги изигруваат клиентите, затоа што знам дека ваква понуда не може да добие поевтина доколку користи саглам материјали. Што значи ова? Ако веќе си свесен дека испраќањето понуда не ти врши работа, туку работиш против себе, што значи? Стануваш ранлив, некој ти ги знае деталите, некој тоа вешто го злоупотребува. Дали сега, после овие информации, реално треба да испраќаш понуда или не? И сега луѓето велат, да, Александар, све си управо. Секогаш ме споредуваат, секогаш спуштаат цени, ги злоупотребуваат, ги манипулираат клиентите и се останато, ама морам. Не, брат, не мораш. Слушни ме до крај. Она што го практикувам е следно. Уште на првиот разговор кога некој ќе ми побара понуда, мене или на моите клиенти, што правиме? Не е проблем, господин или господјо. Ќе ви изготвиме понуда, ќе ми дадеш колку време ти треба за да го ја изготвиш. Да, супер, си го сослушал, си го разбрал, знаеш што сака. Не е проблем, за X време ќе ја изготвиме. Кога е реално твоето време слободно, да направиме состанок и да ти ја објаснам понудата. Значи, што ти кажувам? Однапред сееш семе кај твојот клиент. Не ти ја давам понудата да ја видиш или да ти ја пратим па да се шеташ, оти знам дека ќе ме злоупотребиш. Туку твоја цел е уште на првиот состанок да покажеш како изгледа соработка со тебе. Значи, што е целта кога некој ти бара понуда? Супер, ќе му изготвиш, не е проблем, но пред да му изготвиш, твоја задача е да договориш состанок кога ќе ја објасните понудата. Значи, ако ти треба 10 часа, пример, во ред, господјо, господине, ќе ви направиме, ќе ни треба 10 часа, дали е во ред во петок во 10 часот да седнеме, да направиме разговор и ви ја објаснам понудата чекор по чекор. 99% ќе ти одговорат. Ако не е проблем, ама ти испрати ми ја на мејл, а не можеш на Вибер, а можеш да ми ја испратиш на мејл, па ќе видиме, ќе ја разгледам ја, па ќе седнеме, ќе се договориме. Ова е нешто што не смееш да го направиш. Бидејќи, кој го контролира разговорот, тој победува, а ти немаш никаква контрола над тоа. Твоја задача е или договорен состанок на кој што ќе се презентира, или нема понуда. Затоа што попаметно е да не трошиш време, правиш понуда што ќе заврши во конкуренција, отколку да договориш состанок или да го вратиш ако треба, али кога веќе си ја направил, да му ја презентираш на човекот. Имаш избор дали ќе ја направиш на Zoom, на Teams, во живо, во канцеларија, во кафич, во ресторан, кај тебе у фирма, кај него у фирма, кај него дома. Значи имаш избор, но твојата цел е да се видиме, па ќе ти ја објаснам понудата. И зошто е ова важно? Затоа што кога ќе пишеш ставки, твојот клиент во тие ставки не гледа вредност. Зошто? Ако ти сега ми пречеш мене, а секојдневно ми пишуваат, Александар, колку чини соработка со тебе? И ако ти кажам сума, што знаеш ти што стои позада сумата? Што знаеш ти што работаме? Што знаеш што добиваш? Што знаеш кој имам бонуси? Што знаеш што имаме дополнителна вредност? Што знаеш како изгледа соработката со мен? Немаш појма. Затоа Александар никогаш не продава во јаве, туку 4/4 или 2/2. Значи, што е твојата поента? Да квалификуваш, тоа се вика квалификување. Кој ми е потенцијален клиент, а кој од мене бара само понуда. Оние кои што ти бараат само понуда, за да добијат 3 или 4 па да споредуваат, само знаеш дека е неквалификуван клиент. Што значи неквалификуван? Овој човек не работа или не сака да работи според нашите стандарди и принципи на работа. Кога ти ќе ставиш во твојот ум дека твојот принцип на работа е не праќам понуда,
туку може да се договориме да изготвам понуда и да се договориме да ти ја презентирам таа понуда, без разлика дали ти после ќе купиш или не, но да имам контрола на овој разговор. Ако ти само ги праќаш понудите, сети се на примерот, одиш низ град, само трошиш пари, ти немаш контрола. Контролата ја има клиентот. Ако сака ќе ти се јави, ако не сака нема да ти се јави, ако сака ќе ти пише, ако сака нема да ти пише. Овде немаш нула контрола. Што се случува и што е опасно? Ќе му сврти некој на човекот, ти или твојот тим, и кога ќе слушнат често, 100 пати, илјадници пати, да размислам, да видам, чекај, дај ми време, доколку работите, па ја ќе ве побарам. И кога овие луѓе само знаат дека овие луѓе као папагали повторуваат едно исто, губат самодоверба и викаат: џаба ичне му вртам, ако сакаше, ќе соработува. Што тоа значи? Директно губиш пари, но она што е уште полошо, не само што губиш пари, ја нарушуваш и твојата самодоверба и самодовербата на тимот, само затоа што си направил една грешна активност, а си немал знаење како ова се прави. Затоа, број 1 правило во продажба значи: се што ќе пропуштиш на почеток, ќе те најде на крај на разговорот. Значи, ако на почетокот на разговорот, овде уште на првиот состанок, си требал да му кажеш дека не праќаш понуда, туку договараш состанок и овде му ја даваш понудата, тоа значи дека овде што ќе најдеш на крајот? Не ти се јавува, не те контактира, отишле во конкуренција, спуштиле цени, ова све ти е доцна. Затоа овде се договараш за тоа што се принципи на работа. Втора работа која што ја секогаш ја работиме како втор принцип во продажба значи следно: не можеш да изгубиш нешто што си немал. Значи, парите човекот не ти ги дал, па ти си му ги вратил. Тој не дошол ти ја платил понудата, па сега си ги изгубил. Тоа значи дека секој разговор во кој што праќаш понуда, комуницираш или како и да е, мораш да имаш мајндсет дека за негово добро и да го заштитиш да не го злоупотреби некој се шета со понудите и добие нешто што не треба да го добие, дека за да го заштитиш ти мораш да имаш мајндсет следен: не можам нешто да изгубам што немам. Значи го гледаш клиентот, викаш: не губам пари ако не му пратам, туку викаш: не му помагам ако му пратам понуда. Гледаш колку е шашаво едноставно? Од овој момент, ако гледаш дека понудата ти е светиња, дека понудата ти е стратегија и дека ова не смееш да го правиш, што ти имаш доволен број на статистика, во тој момент почнуваш да ја задржуваш контролата. Твојот тим работи попаметно, троши помалку време за готвење понуди, секој состанок ти станува предвидлив, затвораш полесно продажби, водиш статистика и точно знаеш што треба во кој сегмент да подобруваш. Ако ова не ти беше вредно, продолжи да губиш пари, како ти ќе одбереш, така. Но ако ти беше вредно, имаш пријател, роднина, кој што води бизнис, праќа понуди и се нервира исто како тебе, прати му го ова видео, сподели го, нека дознае и тој: оти ја овде ништа не ти скрив. И кога би ме платил ти на програм и би работел, ја би ти го кажал истово. Еве ти го for free. А како можеш да ми платиш? Да не биде сум ти го дал поклонов гратис? Кликни subscribe на ова овде на овој канал, за да во иднина, кога ќе добиеш вакви повеќе видеа кога ќе објавам, секогаш да бидеш навреме известен. И бонус, ако ти се допадна супер ова видео и гледаш вредност, прати го на клиент. Така ќе ми платиш за ова што ти го давам гратис и се гледаме во следно видео.